Добро вечер, почитувани гледачи. Ја следите ТВМ телевизија и го следите најновото издание на Јокламата, инаку последно издание за оваа календарска година. И во него разговорот со представникот, со председателот на најактивната организација во нашиот град, Општинската организација на Црвениот крст, господин Сашо Турчков, мој гостин во Јокламата, да направиме една рекапитулација, се извинувам на настаните кои што според него, а и според бројот на активностите со кои што секогаш сме горди сите во градов ги спроведувате од Црвен крст ја обележа ова 2016 година. Меѓутоа, добро вечер, добри ми дојдовте во Јокламата, како сте? Добро вечер, добро, супер, кај вас секогаш се чувствувам пријатно. Како што кажав, станува збор, Сашо, за организација која што со гордост може да каже дека и со сигурност сите можеме да кажеме и да потврдиме дека според бројот и квалитетот на активностите кои што секоја година ги спроведувате, сте меѓу првите, ако не и првите и најактивните во нашиот град. Кој е рецептот? Дали е тука само програмата која што ја имате, за која што ето кога ми беше секретарот последна гостинка во утринска, да кажеме дека е готова за 2017 година, меѓутоа дали е само готовата програма или тука е и човечкиот фактор или тука се и многу други фактори, па се тоа заедно? Најпрво ви благодарам на забелешката и комплиментите за нашата организација. Навистина и ние се гордееме и секако дека сите треба да бидеме горди затоа што сите на некој начин сме дел од овој Црвен крст. Сите имаме свое парче, свое делче во Црвениот крст преку хуманоста која што изразуваме преку целата година. Рецепт за успешност во ваква организација е само посветеноста. Личниот пример, искреното вложување и давање од себе на она што навистина го чувствувате, навистина го имате. Преку нашиот пример, зборувам за раководната, за управната структура во Црвениот крст, ги на некој начин во наводници да кажам заразуваме и останатите волонтери, сите оние кои што се добронамерни, кои што сакаат да дел од своето време поминат во нашата организација, не мора ни да учествуваат во некоја активност, чисто да се дружиме, чисто да бидеме тука, да размениме искуства, идеи, мислења. Сето тоа е рецепт за успешност, за која што ја носат сите оние кои што се во Црвениот крст и кои представуваат дел од активностите кои што ги имаме. Кажавте за програмата. Ние програмата ја правиме врз основа на дејностите кои што ги практикуваме во Црвениот крст, оние кои што се вообичаени дејности и секако од кај нас набилдани и проширени со доста креативни идеи, но програмата ја реализираме во текот на годината, но тоа е само 70 до 80% од нашите активности. Во програмски активности имаме навистина голем број на случувања, голем број на идеи кои што денеска ќе ви дојдат, па утре ќе ги реализирате. Така. Значи не е све програмата. Токму и тоа ми беше муаветот, не е тука само организацијата, организационата поставеност и влијанието кое што го имате врз младите, па и тие да дојдат и да волонтираат и да се проширува тоа волонтерско тело. Меѓутоа и кога станува збори за програмата и за тие идеи кои што секојдневно ги имате, има развојна компонента. Од година во година сте побогати и по содржини и по активности кои ги спроведувате, тоа ми беше муавет. Да, токму благодарам. Токму е тоа и нагласено во оние проценки кои што ги прави Црвениот крст на Република Македонија и Меѓународна федерација за општинските организации во секоја држава, зборувам за кај нас. Развојна компонента тенденција за развој имаме од 2005 година и тоа многу не радува. Сите оние проценки и анализи кои што се прават за нашата организација, на крај заклучокот е организација која што добро функционира и која е развојна организација и тоа е и нашиот стремеж и нашата тенденција, но секогаш може повеќе и секогаш може подобро. И тоа ни е императивот, и тоа ни е инспирацијата и секако бројноста на луѓето кои што не поддржуваат енергија и елан кој што го даваат сите во нашата организација и секако поддршката од вас медиумите е многу исклучително значајна за развој и за напредок на нашата организација. Она што мене лично ми е многу интересно и многу го ценам кога станува збор за работата на Црвениот крст од нашиот град, е оној едукативен момент кој што го спроведувате и учиме голем број од охриѓани, посебно младите луѓе,
учиме некои работи кои што ето, никогаш не сме не сме се ни заинтересирале. Меѓутоа, голем број на работилници организирате, голем број едукативни настани кои што и тоа како може да ни се најдат во животот. Така е. Токму таа компонента, едукативната компонента на наша иницијатива со најновите измени на статутот на Црвениот крст на Република Македонија од оваа година се воведува и како статутарна категорија во највисокиот наш акт. Работилниците, едукативните содржини кои што ги организираме пред се за најмладата популација, тука зборуваме за детскиот час за приказни, зборуваме за Brain програмата, па за повозрастните полагањето, односно подготовката за TOEFL, најразлични подготовки за средношколците, за ученици од основното образование, за полагање на одредени предмети, за матура, за подготовка на одредени предмети и она што е најново што планираме за наредната година во соработка со Мировниот корпус во Македонија, тоа е спелинг би на преварот, националниот и локалните ќе се организираат во организација на Црвениот крст во цела Македонија, зборувам за Црвен крст Охрид, не за Црвен крст на Република Македонија. Значи, сметаме дека таа едукативна компонента е многу значајна, многу важна, затоа што преку неа пред се младите можат да осознаат нови вештини, нови техники, нови знаења, но и она што го практикуваме, да дознаат и за Црвениот крст, да дознаат некои нови вредности, хуманост, моралност, етика, поинакви од секојдневната трка за материјалното и парите. Така ги промовирате тие хумани вредности, работите со лицата со посебни потреби. Голем дел од програмата токму е посветен на работата со овие лица, со дечињата со посебни потреби, така да. Сметаме дека кај нас тие лицата со хендикеп се уште на некој начин дискриминирани, изолирани. А на нас останатите ни треба едукација? Апсолутно. Едукација како да тие луѓе се социализираат, бидат дел од нас, затоа што тие се исти, со малку поинакви специфики, но тие се исти, тие сакаат исто љубов, сакаат исто дружење, сакаат исто да бидат корисни, да се чувствуваат корисни. Тоа ние им го овозможуваме и ги охрабрувам родителите кои што имаат такви деца, такви блиски, роднини, соседи да дојдат во Црвениот крст, затоа што навистина нудиме бројни програми, пред се креативни, но сега почнавме и на некој начин програми кои што здравствено може да им го подобрат, да им ја подобрат состојбата на тие деца. Значи, музикотерапија почнавме пред 2 недели, многу интересна активност, која што навистина е многу корисна и гледаме по самите деца колку ја прифатаќа. Тука се деца со најразлични посебни специјални потреби, значи од аутистични деца, деца хиперактивни, деца кои што имаат одредени развојни проблеми. Спреку ова музикотерапија и тука имаме вклучено и смеа јога, значи делувањето на овие активности е многу позитивно врз самите деца. Ако ништо друго, тие поминуваат 1 час, 2 часа во Црвениот крст и се насмеани, расположени, некој се грижи за нив. Еден голем тим на психолози, дефектолози работат со овие деца и навистина, ево уште еднаш ги охрабрувам и апелирам сите родители кои што имаат проблем или вакви деца, може да дојдат во Црвениот крст да се информираат за оваа програма. Кога зборуваме за едукативниот моменти, за едукативната улога која што ја имате во општеството, големо е значењето, да не речам огромно е значењето кога зборуваме за тој дел, а мислиме и на здравствено-едукативната едукацијата во врска со здравството и со превенцијата за најразлични заболувања, за најразлични состојби и повторно онај момент колку сме ние запознаени, колку знаеме соодветно да реагираме и да се однесуваме. И со луѓето кои што се заболени од најразлични заболувања и колку можеме и да помогнеме. Во обкружување вакво како што живееме во држава во која што живееме, владеат многу предрасуди, многу стереотипи и многу дискриминација кон најразлични категории на лица кои што имаат здравствени проблеми. Да не зборувам на лицата кои што се болни од ХИВ-СИДА, лицата кои што се со хепатит. Самото незнаење на широката популација како можат да комуницира дека се тие нормални луѓе, дека се тие луѓе
како и сите, и дека треба да ги знаат сите оние заштитни механизми, односно механизми како со нив да се комуницира, да се разговара. Не треба ништо посебно, значи не треба тие да се изолираат, таквите луѓе, напротив, тие се дел од заедницата и се дружиме и живееме со нив најнормално. Токму затоа и нашите програми се фокусирани на едукацијата, здравствената превенција и покрај едукативните содржини кои што ги практикуваме, имаме многу теренски активности. На терен со тие луѓе, со тие лица, со тие луѓе кои што имаат специфични потреби и на кои што нашите волонтери можат да им излезат во пресред. Пред минатиот месец имавме многу интересни содржини целиот месец за болестите на зависност. Значи, преку 12 трибини одржавме во сите основни и средни училишта, каде што наши врсници на тие деца, но наши едукатори, кои ги совладале вештините и техниките за презентирање на таа проблематика, презентираа на своите деца и комуницираа за тие проблеми, што секако не е доволно само неколку трибини па да се надминат проблемите, но сите треба да бидеме проактивни, посебно родителите, посебно наставниците, професорите, образовниот кадар во образовните институции, да работат со тие деца. Ние се обидуваме да дадеме поттик и да на некој начин канализираме. Централната работилница која што беше, односно централната трибина, последна, која што беше во општина Охрид, имаше наистина доста посетеност, но недоволна. Недоволна за она колку алкохолот, цигарите, дрогата е распространета меѓу нас и колку е штетна за младите. И колку младите го губат она вистинско тло под нозете кога влегуваат во тие врати. А од друга страна имаме информации дека имаме голем број на ученици кои што се зависници од алкохол, кои што се зависници од цигари. Да се надеваме дека нема да биде голем бројот и на наркозависници, меѓутоа не може да не биде. Све ова како што го кажавте, тоа е факт и оставаме на случајност, за жал, освен неколку невладини организации и некои кампански проекти спроведени од страна на соодветни министерства, не можат да вродат со плод, барем не долгорочно. Нема систем, не е координирана целото делување на институциите и затоа младите се чувствуваат силни и се чувствуваат дека доколку тие тоа го направат, ќе се видни, ќе се покажат пред своите другари, дека тоа е она што е што го кажуваме, а токму напротив. Вашите ангажмани кога станува збор за пружање на прва помош, кога се организираат манифестации во нашиот град, ги има многу, исто така се за поздравување и големо внимание посветувате. Така е, првата помош кај нас е навистина на високо ниво, особено во рамки на Македонија, но и во рамки на сите оние организации со кои што воспоставуваме контакти, затоа што и верувајте, сродните организации од странство, зборувам за регионот овде, но зборувам и од Европската унија, кога доаѓаат овде, не заостануваме воопшто по сите знаења кои што ги имаме нашите инструктори, но и нашите волонтери. Прво, она што нашите волонтери кога ќе дојдат и сите заинтересирани кога ќе дојдат во Црвениот крст, првото што ќе го научат е како правилно да укажат прва помош, правилно и навремено. Се гордееме со она што сме го постигнале во овај дел, но сме разочарани од односот на државата кон односно неравномерниот, селективниот однос на државата. Црвениот крст во целата држава има своји програми за прва помош, кои што се инволвирани во програмата на Министерството за здравство. Министерството за здравство треба да ги контролира сите оние кои што вршат едукација во делот на првата помош. Дали имаат квалификувани инструктори, тренери кои што поминале соодветни обуки, значи не е доволно да сте лекар за да можете да бидете едукатор за прва помош, затоа што ова тематика, проблематиката на првата помош е мобилна, се менува. Значи, секојдневно имате нови техники, нови вештини, нови знаења кои што
нашата програма, односно нашите инструктори ги следат постојано и се надоградуваат и полагаат во соработка со... Буквално му доаѓа интердисциплинарно, се менува од час во час, од дисциплина во дисциплина, апсолутно. од сфера Значи, во сфера. ако минатата година била една техника за укажување прва помош и реанимација во Америка, во Европа е воведена друга, па се менува, значи сето тоа од научен аспект оди напред во светот и ние го применуваме. Самата едукација што ја спроведуваме од страна на нашите инструктори и тренери, зборувам за оние кои што доаѓаат од работни организации, а посебно за возачите, морам да кажам дека постојат стандарди и критериуми од имање на опрема, до имање на простори и до имање на луѓе, инструктори кои што ќе ги спроведуваат и демонстратори секако и програма, односно учебник по кој што тие ќе научат. Ние го правиме тоа онака како што е наведено во програмата на Министерството за здравство, 2 дена, 8 часови за возачите кои треба да полагат возачки испит. За жал има организации во цела Македонија, приватни здравствени кои што не им е задача едукација, но ето се провлекле, знаеме како одат кај нас работите, добиле некоја дозвола од страна на Министерството за здравство и нормално ги привлекуваат младите, дојдите кај нас, не мора да доаѓате 2 дена, не мора ни да слушате, ќе добиете сертификат. Значи, тоа прават услуга на кого? Само себе за да заработат, но на младите луѓе кои што треба да знаат дефинитивно и правилно да укажат прва помош. Несреќите се случуваат секојдневно. На улица, во домот, во сообраќајни незгоди, да не кажувам колку имаме. Доколку не знаете да укажете прва помош, а пристапите до такво место или побегнете, казниво е најпрви, а штетата е огромна штета може да се направи. Токму затоа и ние апелираме и до автошколите кои што ги најпрви не едуцираат тие за возење возачи, кандидати за возачи да доаѓаат онамо, не велам во црвениот крст, онамо каде што се воспоставуваат вакви критериуми и норми за учење за укажување прва помош, а не само да имаме сертификат. Имате сертификат, но не ги спроведувате програмите онака како што треба. Интересно ќе беше да беа тука некои од младите волонтери на Црвениот крст кои што добија сертификати за парамедици, па тие да кажа колку едноставно ги добија сертификатите за парамедици. Така. Едноставно во наводници. Така, колку едноставно. Многу било едноставно тоа. Слушнав и разбрав. На тоа сме горди. Ето, за прв пат во Македонија се обучени парамедици по европски стандарди. Значи, од Холандија имавме инструктори, тројца инструктори кои што работеа со 16 парамедици, од кои што пред беа избрани од 42 пријавени. Од тие 16, 10 завршија во таа обука што има, останатите и ќе одат во Холандија, ќе одат во Холандија, 6 од нив за да ги надоградат своите знаења и практично да видат што значи парамедик во една европска земја и како тие функционираат. Многу беа посветени децата, многу беа посветени инструкторите и навистина сме пресрекни што ги имаме тие деца, тие млади луѓе кои што не само што ги имаат знаењата за да се однесуваат професионално во било кое амбуланско возило со апаратурата, со опремата, дури и многу повеќе да интервенираат на самото место, онака како што интервенираат во Холандија, во Англија и во развиените земји. Така. Мора да споменем и вашата подготвеност за реакција за време на катастрофи, како е тргнато години наназад. Свативме дека нашето подрачје не е изолирано од се она што се случува во светот, без разлика дали станува збор за катастрофи кои што ние луѓето си ги предизвикуваме или станува збор за природни катастрофи. Барем малку да не теши дека имаме, да кажам, ето еден инструмент во нашиот град кој што може да реагира и да помогне. Да. И на тоа посветуваме многу внимание на дејноста, подготвеност и дејствување при катастрофи и гледаме да бидеме вклучени во сите оние случувања кои што се за жал не избегнуваат и нас. Да кажам само за бегалците, колку бегалци само поминаа низ нашата држава. Црвениот крст на Република Македонија беше вклучен максимално на двата премини и долу кај Грција, со Грција и со Србија.
Голем број волонтери беа вклучени, имавме и наши волонтери кои што ги пушивме тамо од делот на здравствената превенција, односно во медицинските тимови да бидат вклучени, но и многу собирни акции направивме овде од облека до прехранбени производи кои што ги испраќавме на бегалците и не само преку Црвениот крст, него и преку други невладини организации. Елементарните непогоди кои што се случуваат, видовме поплави, имаме во Македонија, земјотреси имавме кои што за среќа не беа со толку разорна мок, но гледаме и се обидуваме да превентивно делуваме, особено кај најмладите. Токму затоа се и оние едукации кои што ги правиме во училиштата, во основните училишта пред се, за самите деца како да се заштитат од земјотрес, од поплава, од пожар, како да делуваат, како да помогнат во семејството дома, но како да помогнат и во школата каде треба да се наместат, каде да застанат, како да се заштитат. Токму тие последно што беше во месец ноември имавме во Јахја Кемал прекрасна работилница, прекрасна трибина со сите ученици. Тие не повикаа, беа заинтересирани, слушнаа за нас и одржавме една прекрасна работилница со практични техники и вештини како да се постапи во случај на земјотрес, како да се постават децата, учениците и секако професорите. Ќе те прекинам тука, чисто нака твое лично мислење ми треба. Дали сме како општество, вклучувајќи ги тука и младите, доволно едуцирани, доволно подготвени, или се уште си владее меѓу нас она мислење дека тоа нас не може да ни се случи, се додека пред таму некој месец, не цела година, на автопат 20 луѓе се издавија. Да. Доминантно е мислењето. Имаме ли ние инструменти, механизми да реагираме? Видовме колку имаме, тоа во секој случај. Меѓутоа, координацијата недостасува, дефинитивно. Едукацијата не е континуирана, не е системска и не може да има ефекти. И токму, како што кажавте, доминантно е мислењето дека нас не може да ни се случи. А кога ќе ни се случи и кога ќе видиме дека не сме кадри, немаме капацитет да реагираме онака како што е потребно, не излекуваме поуки. Тоа е најтрагичното. Значи, вие ако имате една несреќа со брод, имавме во градов, и ако после тоа никакви поуки, никаква надградба на капацитетите на оние слабости кои што биле и што довеле до таа несреќа, немаме. Значи, не знам што треба да се случи за да можеме да реагираме онака како што треба професионално. Не треба да измислуваме ништо, сето тоа е познато во светот. Имаме контакти, координираме повеќе, верувајте, со странскиве институции, отколку овде со институциите, чесна исклучоци секако, но и самата држава не ги има овие системи за спасување поставено на онакво ниво како што е потребно. Ние се уште немаме еден повикувачки број. Се уште немаме институции кои што знаат. Тоа е напишано кој како треба да делува, но кога ќе се случи пожар, тогаш чекајте кого да викаме, како да викаме, па доаѓаме на тоа волонтери наши кои што се необучени, кои што јас знам и раководството на колкава одговорност ги праќаме затоа што сакат луѓето доаѓаат, сакат да помогнат, но не сакат. Не е секогаш само желбата доволна. Потребно е за вакви ситуации. Знаење. Потребно е знаење, потребно е да се реагира соодветно. Дефинитивно. Затоа и направивме едукации во сите области за делување во поплави, за делување во земјотреси, за делување при пожари. Ние добивме, морам да кажам, ова лето опрема од Англија за противпожарно оделение во рамки на Црвениот крст. И во соработка со противпожарната бригада ќе го направиме, значи во тек на наредната година. Оделение кој што ќе брои волонтери способни да можат да помогнат на тие единици. Така. Пред да направиме една пауза да видиме реклами, само да го завршиме првиот дел од разговоров со чисто една информација за одржувањето на крводарителските. Ова претходната недела, впрочем, беше и последната за оваа календарска година крводарителна акција, ќе продолжат и тие со оглед на тоа што годиниве имаше некои измени, не смееше не смее веќе под шатор, па се бараат дополнителни локации. Дали си останува бројот на крводарителни акции ист според она што си го имате планирано? Па можда не е ист, малку е намален последниве 2-3 години, токму заради условите кои што се поставија од страна на
Институтот за трансфузиона медицина. Ние секако остануваме посветени на овој сегмент од работењето, крводарителските акции ги организираме посветено, искрено и гледаме да мотивираме што повеќе луѓе да ја даруваат драгоценната течност за да спасат човечки животи. Последната крводарителска акција беше на Факултетот за туризам и угостителство. Презадоволни сме, преку 30 дарувања имаше, можеби најповеќе од последниве 2 години, но сме на некој начин хендикепирани затоа што Охрид е посебно место, посебен туристички центар каде што има голем број настани, каде што има навистина исклучителна можност да се организираат крводарителски акции, условно кажано на отворено. Не е тоа на отворено, тоа се посебни тенди, посебни шатори каде што се организираат. За жал и тоа ни е ускратено заради некои услови кои што се уште не можеме да ги разбереме затоа што ефектот на она што значи крводарителска акција на Плаошник во кругот на самата црква и во Свети Климент Охридски училиштето како алтернатива не е исти, но Институтот за трансфузиона медицина не убедува дека бројот на единици крв кои што се собираат годишно се доволни, што е најголем приоритет да се обезбеди доволно количество на крв за сите потреби во текот на цела година, така да ние остануваме посветени, ги почитуваме критериумите нови кои што се поставени и натака продолжуваме со организирање на крводарителски акции. Ајде да направиме пауза, да погледнеме еден блок реклами, а потоа продолжуваме со разговорот со младенешен гости. Fashion Lounge Bar Лихнидос продолжува да ги слави вашите успеси и радости заедно со вас. Во исчекување на најлудата ноќ со Елена Велеска, пред новогодишни забави за само 500 денари со вкусна храна и 2 пијалоци по избор. Fashion Lounge Bar Лихнидос во срцето на Охрид, на градскиот плоштад на само неколку метри од езерото. Fish and Lounge Bar Лихнидос. Автошкола Блек врши обука за сите категории А, Б, С, Д, Е со сопствени возила. Успехот на кандидатите го гарантира искусниот високостручен кадар со докажани резултати и репутација. Работиме со заштитни цени на ниво на Република Македонија, со можност на плаќање на жиросметка или на рати. Станете вешт возач со Автошкола Блек. 046 261 664. Производите од повардарија и вино Жупа со голем сезонски попуст за сите маркети. Дистрибутер Алпојо Охрид. Со купено вино од богатиот асортиман на повардарија и вино Жупа добивате гратис сок лавита, овошно вино, елтомато, јаболков оцет, кола екзотик или оранж, сок од боровница или јаболко. Ладна зима, топол дом. Кармен Бау Центар ви нуди камини од програмата Фабиго по неверојатно ниски цени. Одберете го вашиот омилен модел Крека, Робот, Ларго, Хера, Блек или Класик по цени од 5.990 до 15.990 денари. Кармен Бау Центар за топлина во вашиот дом. Ама се пусти Мастрикс, не можеме да го заборавиме. И љубовта кон театарот, не можеме да заборавиме. Кога се разтуриваше Вовчево, знаеш колку плачеја народ. Многу плачеја. Тоа е таа конзерва и фамозно злато на Симончевци. Воските на Иван и на Афродита, на охридските Ромео и Јулија, останале секогаш заедно. Опинци гумени траја и тога пропадна за најкод нас.
Ете, почитувани гледачи, продолжуваме понатака со рекламата, после овој блок реклами, председателот на општинската организација на Црвениот крст од нашиот град, Сашо Точков, мој гостин. Во рекламата зборуваме за сите оние активности кои што ја одбележа оваа 2016 година, меѓутоа не само оваа 2016 година, и се она секако што е планирано за наредната година, и она што овие неколку денови е најактуелно беше, мислам, најактуелно по медиуми, особено по национални медиуми, беше оној случај за тој дечко кој што на една од планиниве наши остана заглавен. Безбедноста на вода, безбедноста на планина и генерално безбедноста е еден од приоритетите и една од активностите на кои што многу работите во Црвениот крст. Да, безбедноста е на вода и на планина е наш приоритет, дефинитивно, на назад години и можам да кажам дека со успех го работиме во рамки на Црвениот крст и во рамки на ова подрачје на кое делуваме и малку пошироко секалко во делот на планина. Но се додека безбедноста на планина и на вода не биде приоритет и на сродни институции во самата држава, ние нема да имаме успех, нема да имаме координација. Затоа постојат голем број докази, голем број случаи кои што и настани кои што се случија на нашето подрачје. Спомнав за бродската несреќа, да спомнам и ова лето колку имавме само случаи на интервенции на планината Галичица, на луѓе кои што за жал имаше и еден настан со трагични последици, но сето тоа наложува дека час поскоро треба да се посвети внимание на оваа проблематика. Охрид како град кој што тежи да биде туристички центар во вистинскиот смисол на зборот, не само за езерски туризам, туку и за планински туризам, што последниве години гледаме дека се форсира, мора да размислува за безбедноста на вода, на езерото, но и за безбедноста на планина. И повторно се враќаме на муабет дека нас не може никогаш ништо да не се случи. А ни се случува. Така, ни се случува и сега имаме и законска рамка дека доколку сакате да бидете концесионер на една плажа, дека вие мора да ангажирате спасител на вода. И ние упорно имаме плажи. Колку што ја знам, имаше изминатава туристичка сезона, имаше плажи кои што не ангажираат. И сега и да се случи, не дај Боже да се случи нешто со трагични последици, и ние ќе ги бараме виновниците. Така е. И мислам дека ништо нема да се прави. Само пример да дам што значи кога не ќе платите данок, значи една законска обврска, вие треба да платите данок. Ако не платите данок, утре ќе платите казна. Доколку концесионерот не ја почитува законската обврска да го обезбеди капалиштето да биде безбедно, за кого? За своите гости. Значи за неговите гости, за оние кои што доаѓаат тука да се капат, да пијат, да јадат, значи за тие гости. Тој никакви реперкусии нема, никакви последици. Значи тоа е во делот на спасувањето на вода, но не се само плажите. Преку цела година имаме најразлични активности на вода. Имаме туристички бродови кои што патуваат, кои што носат туристи. Секако тука е капетанијата со своите ингеренции и надлежности. А да не кажам она што е најспецифично за овде, а што е на некој начин недостаток, тоа е имањето на аеродром покрај вода. Секој авион поминува над Охридското езеро и слетува. Колку е разработена проблематиката, што доколку би се случила, не дај Боже, несреќа на вода, како би се реагирало? И како треба да се реагира? Тие планови ги имаат и мора да ги имаат на аеродромот. Но како тоа би функционирало практично, не сакам ни да замислам, не дај Боже да се случи, но тоа е онај сегмент и онај императив наш што останува и постојано и нема да застанеме дури не треба да го игнорираме. Да, дури не се реши таа ситуација, да знаеме, да имаме оперативни тимови кои што ќе знаат како, каде во случај на несреќа ќе делуваат. Значи кој каде ќе оди, кои служби, кој ќе спасува, кој ќе нурка, кој ќе според тие планови. Плановите велам дека постојат, но оперативно тие не се ставени во функција и не е пробано. Имаше некои напори минатата година Дирекција за заштита и спасување да направи неколку вежби, но тоа е минорно во однос на она што значи авионска несреќа на вода. Така. Ние не можеме да се справиме со малку поголемо количество на снег како пред 2 години, па ве бараа вас, ве ангажираа да одите да доставите најосновни работи
за луѓето кои што станаа забејани, да не зборуваме за евентуална авионска несреќа, нешто или некаков инцидент на Дезеро во така. или во Знаете кој е најголемиот проблем кај нас, што луѓето, ние сме една организација која што доста вложува во оваа проблематика, во работа за безбедност на планина и безбедност на вода. Имаме капацитети, имаме млади луѓе кои што најпрвин по своја желба, по своја волја, значи не се принудени тоа да го прават, сакаат да спасуваат животи, значи се хумани луѓе. Да, но не сте доволни сами вие и само вие. Сега на нашиот пристап кон оваа проблематика и ова што вие кажавте ве побараа вас. Луѓето гледаат со не сите нормално, мислам, не треба никој да гледа, со завист, што сега пак нив ке ги викаме, што ова, што она. И то луѓе од сродни институции. Значи, не гледаме ние како да си помогнеме еден со друг, како да бидеме поуспешни за да можеме да ги мотивираме и младите да бидат хумени, но и да ги спасиме човечките животи. Што би требало да е приоритетот. Апсолутно. По кој ќе се водиме. Ако ви кажам само еден пример, кога бевме во посета на Бамберг, Германија, со кој што многу соработуваме, на Црвениот крст, и се случи несреќа која што беше дојавена од човек кој што видел како еден човек сакал да се самоубие и скокнал од мост во реката тамо. Сите служби излегоа. Сите служби, буквално, значи тамо не е само Црвениот крст, има уште 3-4 невладини организации кои што се бават со безбедност на вода, кои што имаат брза помош. Да, сите излегоа тука за помогнат. И сега ги прашуваме кој ќе ги плати овие трошоци, како сите излегувате, како се координирате. Нормално се координираме. Значи сите си имаат една иста задача и цел, да спасат човечки живот. Координацијата ја менаџираат во системот на еден број, еден повикувачки број. И нема никакви проблеми. Значи да каже, чекај, кој ќе наредува, кај настоја, кој ќе наредува сега, кој ќе ја води акцијата, зошто овие, зошто овие. Ако ќе ставиме егото да решава одредена судбина ситуација. Проблем, суетата и поставеноста кон самите активности. Ние имавме и ова лето еден случај на пребарување на човек кој што, кажав, трагично заврши, каде што 5 дена не можеше да биде лоциран, да се најде, за да после, секако со благодарение на сенсот и прифаќањето од страна на градоначалникот да се формира еден оперативен центар горе на планината, кој што ќе биде координиран од било кој, сега беше од Црвен крст, не е важно кој што има капацитет тоа да го направи, за да после 15 минути го лоцираме човекот. Значи, со една смислена, организирана акција може да се дојде до целта, а не хаотично, сега јас ќе одам, после ќе одат комшиите, после овоно, значи така не се работи. Социјално-хуманитарната, би рекол, ваша мисија ќе ја наречам, исто така нешто на што многу внимание се посветува во годиниве наназад. И има тука еден момент пред да ги наброите сите оние активности од оваа сфера кои што ги спроведовте. Има тука еден момент, едно мислење со оглед на тоа што се среќавате со најразлични случаи и социјални моменти. Колку сме ние свесни за социјалните случаи, за тие ранливи категории кои што така со полна уста ги зборуваме дека и ги има во градот. Знаеме ли ние што им се случува на луѓе? Вие знаете, знам од Црвениот крст. Знаете кога знаеме, односно кога знаат луѓето, кога ќе ги истакнете вие медиумите, кога ние ќе наметнеме таква тема и кога има кога е само форма и парада во прашања, кога е... Да. Ако имаме акција, хуманитарна акција за нешто, луѓето се емпатични, се хумани, доаѓаат, донираат. Но кога немаме акција, зарем тогаш нема потреба? Има потреба. Така. Значи и континуирани се некои потреби. Е така, континуирани се. Кога ќе видите вие бездомник или кога ќе видите човек на кој што му треба некоја помош, секако дека има голем број и злоупотреби во таа насока, но кога ќе видите зарем треба некој да ве поттикне, да ви каже дајте да му помогнеме,
тука сме ние да ги канализираме и да ги менаџираме тие активности и се обидуваме навистина да бидеме што почести, може би на некому му сме досадни, но ние не го правиме тоа затоа што нема потреба. Ние го правиме затоа што има многу луѓе кои што имаат потреба, имаат проблеми, имаат потешкоти од најразличен вид, од здравствени до социјално-економски, значи секакви потешкоти. Потешкоти и на луѓе да дојдат до јадење, да се прехранат. Така, за храна станува збор. И друго едно прашање исто, колку е во денешно време срамота кога немате и да побарате помош? Затоа што има и претпоставувам и такви случаи, кога достоинството така е. Срамот некогаш има многу. Оние акции кои што ги правиме, дел акциите ги покриваме со медиуми, но дел не. Значи не работиме само она што го гледаме преку медиумите, што се гледа јавно, работаме и многу на терен, затоа што има луѓе кои што ќе почуен глас што велат ќе кажат дека има во соседството некоја фамилија која што не може да се прехрани, а која што не може да дојде, не сака да се експонира и е страм да дојде, биле во добра состојба, па сега се економски ризични категории. Таквите луѓе одиме ние ги нормално правиме анкети, што е потребата, како можеме да им помогнеме. Она што е многу важно да се знае дека ние проблемот не можеме да им го решиме. Тие проблеми се решаваат од страна на институциите кои што работат на таа проблематика и кои што земаат плата за тоа. Така. Ние го на некој начин амортизираме, односно им помагаме моментално да можат да застанат со последиците, да ги облажите последиците од... Имавме сега опожарен дом, опожарено семејство, бевме тамо, видовме што им е потребно, за тој момент ние не можеме куќа да му изградиме. Иако и тоа сме го правеле со оние пехаве проекти, изградба на купатила, на соби кај што можат да се засолнат такви лица. Но сепак, како што кажав, координираноста меѓу институциите, ние соработуваме со Центарот за социјална работа перфектно, но и нив им се скратени можностите и она што може да го направат за таквите лица. Така да, многу е важен овај сегмент. Најсрекни би биле кога би имале малку акции, кога не би имале од ова област социјално-хуманитарна сфера преку 150 луѓе секој месец да тоа би било во некој идеално општество и во идеално окружување. Да. Секаде има социјално загрозени семејства, секаде има, но тие се третираат на поинаков начин од државата, имаат некоја стабилност да можат да се прехранат и да колку толку живеат достоинствен живот. Кај нас достоинствен живот на таквите луѓе не е. Значи имаме луѓе кои што не можат да се прехранат, кои што немаат грејење, кои што немаат струја, кои што немаат вода, немаат купатило да се искапат. Многу такви случаи. На многу сме помогнале, но многу ги има. Така. И за самиот крај од нашиот разговор има уште би рекол два моменти кога станува збор за сите оние активности кои што се ги спроведуваат од Црвениот крст, тоа се оние плюс активности кои што ги имате и кои што од година во година и тие стануваат се побројни и она внимание кое што на младите им го посветувате. Без разлика дали станува збор за едукација и цело време ова додека го имавме разговоров, младите провејуваат со нивните активности, со нивната помош како волонтери, ете да кажам. Да, значи младите се темелот на нашата организација, секако волонтерите се главниот темел и носители на активностите на Црвениот крст и раководната структура во Црвениот крст, а пред се тука се младите. Ние во сите органи, во највисоките органи, во собранието, во извршниот одбор имаме представник на клубот за млади, така да директно учествува во програмирање на активностите и во носењето на одлуки. Младите не ги третираме како сила која што ќе ја викнеме, ај дојди да помогнеш и да се одиш. Не, напротив. Младите ги привлекуваме со она што им го нудиме, со обуките, со вештините кои што тие можат да ги научат и да им бидат корисни понатака во нивното едуцирање и во нивниот живот. А пред се младите гледаме да ги едуцираме и да ги исполниме со она чувство на хуманост, на солидарност, на толерантност, на соживот, чувство дека моралноста, која што се помалку ја има и многу ја изгубивме, е главниот темел на нивниот живот, дека
луѓе со образ и луѓе со морал, со високи морални и етички вредности, можат да бидат успешни и просперитетни. И само такво друштво и таква заедница, такво општество може да биде напредно и просперитетно. Доколку имате луѓе, како што спомнавме, полни со сует и со своето его, јас све знам и све од мене тргнува, нема напредок во заедницата и во општеството. Токму тоа им го нудиме, еден поинаков свет, една поинаква визија на младите кај нас во Црвениот крст, можат да научат што е тоа волонтер, како можат да ги практикуваат и користат придобивките од волонтирањето и како тие ќе се исполнат со оние морални, етички чувство на хуманост. Така, кога зборуваме за овие плюс програми кои што им ги нудите и на волонтерите и на сите оние кои што сакаат нешто да научат, како ја правите селекцијата, како го вршите изборот? Впрочем. Прво ни е тешко овие... Предпоставувам тука и корисноста игра. Да. Колку што го кажавте, колку можат да најдат примена во животот, колку може да му се најдат на еден млад човек, без разлика да станува збори за млад човек, ето и на повозрастен некој. Знаете, овие активности плюс ние ги нарековме, кои што не можеме никако да ги вклопиме во ниедна она стереотипна дејност на Црвениот крст. Здравствено-превентивна, прва помош, крводарителска, социјално-хуманитарна. Овие активности плюс сме специфични и единствени во Македонија и пошироко, морам да кажам, затоа што ги наметнавме некако и како извозен продукт ни се и во соседните земји, и во Босна, и во Црна Гора, барем со оние организации во Србија, во Хрватска, со кои што соработуваме, тие ги применуваат тие активности. Прво ни е проблем да го вклопиме во програмава на самиот концепт на Црвениот крст на Република Македонија и фала Богу, последните години имаме позитивен пристап и од страна на Црвениот крст на Република Македонија и пример сме со широкиот број на активности. Ево ќе спомнам само неколку. Вдиши театар е фестивал кој што го организираме 3 години со ред. Така почна нешто како забава, а потоа... Така е. Секоја година нешто ново внесуваме и секоја година имаме некоја нова заинтересирана организација, така да сега не можеме веќе во 4 дена да го склопиме тој фестивал, мораме да го прошируваме. Како ги одбираме, која е селекцијата? Прво гледаме оние кои што ни се активни, најактивни и кои што имаат амбиции и афинитети кон одредена проблематика. Така и ги усмеруваме. За најмладите нудиме детски час за приказни на англиски јазик, каде што учат многу креативни, интересни содржини, заедно со нивните родители, но го учат и англискиот јазик и англиската култура. Понатака, Brain o Brain програмата, програма единствена која што се спроведува во Црвениот крст во Македонија и во светот. Можам да кажам, во Црвениот крст не е никаде, сегде се некои приватни организации. Ние токму тоа ја зедовме таа франшиза за да можеме на нашите деца да им понудиме нешто повеќе, нешто кое што е конкурентно и кое што е признаено насекаде во светот. Меѓутоа прети се кои што имат навистина голема практична примена која станува збор за дечињава. Токму така. За едукативниот процес. Токму така. Вчера имавме предновогодишна средба со сите 110 деца кои што се дел од оваа програма. Од најмалите групи од 4 и 5 години до најголемите од 14 години. Сите се дружевме вчера, им дадовме секако подароци и навистина е прекрасно чувството кога гледате млади луѓе срекни, задоволни од она што го учат и бараат уште. Така. И уште повеќе кога ќе видите дека на меѓународните надпревари на кои што учествувавме во Дубај, во Хрватска, во Загреб, постигна многу високи резултати. Значи не одскокнуваме. Нашите Brain o Brain гениалчиња и мозочиња воопшто не заостануваат за оние кои што се во Индија, во Америка, во Норвешка или во Франција. Значи тоа е она што сакаме да го поттикнеме кај младите, ограничен е бројот, ние не можеме, толку ни е бројката, околу 100-120 деца можеме да обслужиме, а интересот е голем и ево, како што завршуваат веќе 3 генерации, испративме со завршени 10 нивоа од овие групи. Исто и детскиот час за приказни, многу добра подготовка им е на најмладите од 3, 4, 5 години за школските денови, кога ќе започнат со школа. Вдиши театар
замислите колку голем број на млади луѓе дојдоа кај нас и почувствуваа дека можат, дека актерството може да им биде Преокупација и нешто животен што така. пат. И колку од нив се запишаа на филмско-драмска академија веќе во Скопје и колку од нив и се уште доаѓаат и ги остваруваат тие амбиции. Така. Мене ми останува да ти се заблагодарам за учеството во Кламава, успех на приватен, успех на професионален план и секако за крај што очекуваш во ова 2017 година? Впрочем, што би сакал да се случи, а што би сакал да го нема? Значи, прво во светов Многу сакам... голема листа на желби. Да, но ако можам во една реченица да го спакувам тоа, во светов сакам значи да престанат веќе овие поделби, овие војни, недоразбирања и елементарни непогоди, катастрофи, све она што... Тоа не е доволно, ова и другиот човечкиот фактор барем нека престане. Ова Токму друго така, е доволно. Така е, човечкиот фактор тие го водат све, човечкиот фактор е за се и за елементарните непогоди е човечкиот фактор. Да, се се насобрало. Така е. А во нашава земја јас навистина сме сведоци на нарушени меѓучовечки односи, на изместени морални вредности, етички вредности. Посакувам конечно, ево, надежта која што се пројави во текот на ова година, веќе да не зборувам за никакви политички, напротив, за човечки особини кои што треба да бидат носители на се она што е позитивно. Значи, да веќе луѓето сватат дека ова е срамота. Нема тоа да го правиме, ќе направиме нешто добро, нешто убаво. Сакам да искористам ова прилика, ако може да им се заблагодарам на сите волонтери, на сите вработени, на сите помагатели, донатори, поддржувачи на нашите активности, посебно на вас медиумите, кои што направивте да и 2016 година да биде успешна и кои што направивте да оние за кои што ги обслужуваме, тоа се ранливите категории, да се чувствуваат барем малку побезбедно и подостоинствено. Ти благодарам уште еднаш, а вам почитувани гледачи благодарам за вниманието и повторна средба со Јокламата ви закажувам за почетокот некаде на 2017 година.